крстарејќи низ поречието, поточно речено низ Горно и Долно Порече, попретизно кажано низ населените места Ковач, Бенче, Битово, Близанско, Брест, Волче, Горно Ботуше, Долно Ботуше, Зркле, Заград, Звечан, Здуње, Калуѓерец, Ковче, Косово, Лупште, Могилец, Тажево, Брезница, Белица, Рамне, Растеж, Требовље, Инче, Самоков и Сушица, кои припаѓаат на регионот Горно Порече, како што вели народот, наред дојде да го посетам и Горно Поречкото село Косово, кое се наоѓа во областа Горно Порече на околу 6 км северно од градчето Самоков, на левата страна од реката Мала река, лева притока на реката Треска, распослано на југозападната страна на една од многуте питоми падини на планината Војник, сместено во општина Македонски Брод, според актуелната административна поделба на Република Македонија, претходно дел од општина Самоков, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за село Косово, низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите косовчани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи од неправедната прав на заборавот. Како што се вели, ете Господ ме донесе во поречкото село Косово, едно од ретките, ако не и единствено село од оние заборавени села во Македонија, каде што од година во година бројот на населението постојано се зголемува, но не со доселување од други села и од околината, туку како што се вели, сето население е домородно, домашно. На 8 километри од реонскиот центар Самоков се наоѓа селото Косово. Ке одам во ова населено место овде во Порече да го посетам. Знаете зошто? Затоа што во ова населено место има најмногу дечина родени, каде што има најмногу млади брачни парови. Ке одам во ова село да го видам, да ја видам живеачката и да ги видам тие мали дечина кои што се овде родени. Како што се вели, ете Господ ме донесе нагости кај семејството на Боге Мицковски, кај семејството на Рената и Дејан Карафиловски и се разбира кај другите 20 на млади брачни семејства кои имаат по 2-3 дечиња во поречкото село Косово. Но пред да ја видите приказната за поречкото село Косово, едно од ретките, ако не и единствено село од оние заборавените села во Македонија, каде што од година во година бројот на населението постојано се зголемува. Прво ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за родното село на моите домаќини, за нивното село Косово, кои се состојат од пишени документи, од устни преданија, така и од материјални факти, а и се разбира и од она што ми го раскажаа мештаните од горно поречкото село Косово. Се викам Здравковски Становја. Роден сум 31 година. Од фамилија
Здравковски. Тој Геннадија се викаше татко ми. Кои му се комшински села на селово Косово? Па еве Брес, Растеж, Ботуше, Звечан, тие се улице. Самоков. Колку сте далеку оддалечени од Самоков? Па има едно 7 километра. Колку куќи има селово Косово, како го добило името селово Косово и кои се најстари семејства во селово? Па селото се го добило некое време, имало овде, било пустеш, имало многу ќосои. Се криле, ќосои се криле овде во јатењето, капињето. И кога дошле, го завикале по ќосоите Косово, селото. Кога се створило за село, тука кога заживеале луѓето. Јас имам така пренесено, така чуено од моите години и тоа. Колку мала има твое родно место? Па има 4 мала. Кои се тие? Па, Горносиковци, Иливовци, Јанкуловци и Ваневци. Од што луѓето одека порано живееле? Што се одека раѓала природа още? Се раѓаше емиш, стока чува луѓето многу во времето и се ораше житарите, рж, пшеница, пченка. Рече дека чувале стока луѓето. Што чуваа? Што најмногу имаше? Кози, овци, тие дивите кози. Некое време што иде. Ова Русија кој повлече тамо во Тито која изгледува таму. Секоја куќа колку имаше, да речеме, овци, колку имаше кози, колку Па имаше? има, зависно од луѓето. Сега некој чуваше преку 100, 200 грла, некој 60, некој 80, зависно од луѓето кој како може. Порано до македонски брод до Самоков, со што одете? Со пешки со коњи. Колку сати, колку време да речеме на пазар? Пак, ја имам одено и во Прилеп на пазар. И Прилеп. Да, Прилеп, овде конјке, тоа ми ќе дам Прилеп. Не само ја, него сите луѓето. Предававме ореи, предававме јаболка, носевме емиш, нешто. Пак лежевме во манастирец, ноќевме од тука и сторавме неде во 2 сата, ноќно време, и ми се денеше кај Барбарос, поправо кај понаселено мамо што е Маđoјчишта, Така. кај тоа На Песјобрат си горе. Базучите, така, така. Маđoјчишта на Да. тоа кај што беше споменикот Така. на Лиѓо. Оде на пазар ќе предаваме во сабота. Таму ќе свршиме и пак ќе се вратиме до Ропотово. Имаше Ропото Анџија туа, ноќевне туа пак. Тоа не е пак рано туа и ќе си дојдеме во недела. Вечерта. За населеното место Косово има многу пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било кокава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. Материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало селото. Поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. А тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу остатоци од тврдини, бедеми, утврдувања и други артефакти. Во атарот на селото Косово постојат повеќе археолошки наоѓалишта уште пред нашата ера. Постојат некрополи,
на две одвоени локации со голем број на гробишта, кои во најголемиот дел не се сочувани, туку се уништени, а од страна на археолозите не се доволно истражувани. Едната некропола е од античко-македонски стар период, каде се наоѓало некогашното село Сичин, на местоста викана Сите светии, каде според устните преданија, тука некогаш се наоѓал антички храм и местноста викана Бегеј, каде мештаните ова место го нарекуваат латински гробишта. Овие карпи овдека кои што се наоѓа околу мене, според кажувањето на мештаните, се гробишта од римското време. А според нивното кажување, исто така, сведоци се за тоа и кога при неодамнештото ископување до носењето на водата во црквата, пронашле скелети, човечки скелети со едрони димензии, кои што до ден денешен, како што велат тие, не се познати на овие простори во село. Другата некропола е од римски период во местноста Мало, каде се наоѓало селото Решово и местноста кај Костените, во непосредна близина на Српската црква Свети Ѓорѓија на североисточната страна од српските гробишта. Исто така, ова населено место се спомнува и во пишаните документи, во грамотите на тогашниот владетел со Македонија, царот Стефан Душан, кои датираат од 1346 година. Најстариот историски спомен за селото Косово се среќава во средновековниот период, односно во повелбата од 1353 година, кога царот Стефан Душан на Зарзевскиот игумен Јаков му го подарува црковниот имот на црквата Свети Ѓорѓија заедно со селото Косово. Воедно Косово се спомнува во црковните повелби и грамоти од македонскиот кралот Димитрија Волкашин, кои датираат од 1365 година, и македонскиот кралот Марко, од 1371 година. Пишени документи и материјални докази за ова населено место имаме и во отоманските дептери, кои датираат од 1371 година, па се до 1912 година. Според отоманските извори, во пописниот дептер од 1467-68 година, број 4, страници 197-289, подреден број 23, село Косово броело 21 домаќинство и платило данок од 1136 акчиња турски пари. Во пописниот дефтер од 1568-1569 година е забележено дека селото Косово било припоено кон Кичевската нахија со Будурлук во селото Самоков. Стојам под крошните на овај чинар, на овај многу вековен чинар. А според селаните, оно што мене ми го раскажа, дека овдека во самата непосредна близина на овој чинар се наоѓаат гробишта кои што датираат од римското време. И според тоа нивно кажување можеме да заклучиме дека ова село е мощно старо село кој што обстојува со милениуми. Дека селото Косово на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ, Јован Драгашевиќ во неговиот пишан документ под наслов Југоисточно полуострово, издадено во 1871 година во Белград, Вердер Кункел во научниот труд Бовет во римската правна и уставна историја, издадено во Оксфорд во 1966 година, Питер Хедер во делото Падот на Римската империја, новата историја на Рим и на варварите.
Во антропогеографските испитувања на Јован Трифоновски, вршени кон крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години на 20 век, за населението во село Косово, забележено е дека се состои од 25 семејни домаќинства. Во 1961 година во селото живеат 322 жители. Селото Косово уште од памтивек имало учени луѓе, како што велат самите селани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во селската црква Свети Ѓорѓија, а според пишаните документи, прв учител бил селскиот поп Ристо, родом од селото Сабоков, а бил учител до крајот на неговиот живот, а за време на неговото учителствување е формиран Селски револуционерен комитет, огранок на ТМРО во селото Косово. Образованието на населението интензивно започнало со отварањето на подрачното 4-годишно училиште во селото во 1948 година и прв учител бил Ладо Симовски од Томино село, а најмногу време како учител во подрачното основно училиште Христијан Тодоровски Карпош, полни 17 години, останал учителот Китан Вуцковски во периодот од 1967 до 1984 година. Драги мои, токму одовде, од ова училишна зграда во селото Косово, ја продолжувам претходно започнатата приказна за селото Косово, едно од ретките, ако не и единствено село од оние заборавените села во Македонија, каде што од година во година бројот на населението постојано се зголемува, но не со доселување од други села од околината, туку како што се вели, сето население е домородно домашно. Како што се семејството на Боге Мицкоски, кој има 3 дечиња, семејството на Рената и Дејан Карафилонски, кои исто така имаат 3 дечиња, и се разбира кај другите 20 на млади брачни семејства, кои исто имаат по 2-3 дечиња, и по точно 20 години молк во ова училишна зграда, на есен пак училишето Звоно ќе задзвони, ќе ги повика прводеленчината да се соберат во училишниот двор, а новиот учител ќе ги прозива 10 дечиња, а тие пак заедно со учителот ќе учат да пишуваат, да читаат, ќе бидат првите ученици после долги 20 години во поречкото село Косово. Во нашево село, никој од момите поранешни не сака да се одомат со нас беќарите од ова село. Иако во тоа време бевме и млади, и убави, и генерацијски си одговаравме. Никој, ама баш никој не сакаше да се омаже и да живее в село. Не бевме сите беќари сиромаси, имаше и многу богати, што се вели од имучни фамилии, ама ете пусто, запна да се мажат в град, па в град. И така останавме речиси 30 на беќари во подминати години. Кај се не бев, кај се не кинисав, никој не канисав. А желбата да си имам женичка, детенце, живот да живеам, во мене беше голема, многу голема. Сам си велев, ем здрав, ем прав маж, без мана што се вели, сам да останам, не останував и тргнав преку пријатели, другари, стројници, и ете, среќата ми била, мојата домаќинка да ми биде од Албанија, ми велеше Трене Стојковски. Чичо, дојди, за чичо нешто, ајде да момче, голем да расиш. Така. Како се вика малово? Детево ми се вика Цинчево Денис. Така. Денис Стојковски. Јас сум татко Трене Стојковски, женец од Албанија пред 3 години, 2012. Значи, се живееме со невестата добро. Тие можат, ова е што се не се женети органиве да појдат, да се побараат слободно. Значи, сега е пуштено можноста за сите да се избашат народот, да се женат, да се имаат чиелат и тие. Мене ми е прво дете, кој ме виќе на второ. Очекуваме така све подобро да бидат. Па овде имат околу 20 негде брачни парови сија што се моментално со мали деца. А ти се радува ли душата вака со семејство? Ми се радува како не, па детето е семејството и среќата во животот. Другото све ќе пролезе. Детето е богатството. Дојди. Ајде, земиш. Натичу. Ајде, земиш. Така. Дојди. Брзо. Ајде, земиш. Така. Како се викаш? Кико. Добро. Така. Јас си од село Косово. Така? Невеста од Боге Мицкоски.
Од каде си родом? Од Левжа, Од Албанија? да. Албанија. Така. Колку дечини имаш ти? 3 деца. Како имам. се викаат? Една Ирена, друга Кристина, кој се други Бранко. Пред колку години си овде као Косово дојдена? 9 години преме 3 септември. Сред селото, во селото Косово вриеше од народ. Продавницата беше отворена, луѓето си пазараја, а некои беа дојдени да се разменат и лав муабе, што се вели. Легов и јас во продавницата да се видам и со другите мештани од селото да се побобетам, што се вели. Муабет си започнав и со Рената Карафиловска, продавачката во селото. Значи, јас сум овде 9 години, родом сум од Сите Николе. И што те наведе од Сите Николе да дојдеш одека во Косово? Па, значи, имам уште една другарка моја, исто и таа е, заедно со неа сме дојдени тука, во селово. Кога дојде првиот пат, како ти се виде село овака? Како ти се виде домаќинот? Горе, Кај ти е? Брод, На работа, а? да, Колку е број членови твоето семејство? па 8 души сме. 8 души, Да. машала. Кој се тие? Па, јас момчето свекрва ми, двајца девери, тие ми се женете од Гостиварс. Така? Од Гостиварс е, да. И колку се овој се дечина сте има во семејството? Па, мојве се 2, а инаку сме 5 дечини имаме мали. Може да ни кажеш по име по презиме како се вика? Значи, Марио, Андреј, Наташа и Кико. Тие чи се тие? Од две, Наташа и Кико се мој, а Марио Андреј со деверми. Што години имаат? Второ делени е Марио, а Андреј сега има 11 месеци. Така. Моите беа во Брод заминати пред 30 на години работеа. Јас сум родена овде во селово. Арно, ама кризата си го направи својот. Моите родители останаа без работа и пред 10 на години се вратиле в село. И ете овде ми била среќата од истото село од каде што се татко ми и мајке ми јас да си создадам семејство во нивното и моето родно место Косово, ми вереше Марија Весковска. Колку број членови твоето семејство? 4. Колку сте? Па ние 2 и 2 деца. Тие ти се машки или женски? Машки. Како се викаат? Владко и Владо. Што години имаат? 10 години. Каде на школа? Самоков. Самокова, Да. Еве овдека се планира до година да на есен да поседне од училиште. Ќе ги вратите назад овдека или веќе? А не знам тоа. Не знам. Училиштето се вика Христијан Тодоровски Карпош, кое беше затворено пред 20 години, благодарение на градоначалникот кој што успеа да донесе неколку невести од надвор со ергените тукашни, кои изродија дечина, пак сега еве обезбеди средства да се повторно училиштето отвори. Нашата фирма е во градот од Самоков, тендерот го зеде и еве работи на обновување на училиштето. Се надеваме дека до есен ќе почнат овдека да учат учениците од прво до пето одделение. Селото Косово е едно од 53 населени места во општина Македонски Брод и за среќа е едно од најживите села и со перспектива да се зголемува бројот на жители во ова село. Така да во моментов има 20 деца кои се на возраст од 1 до 12 години, зашто имавме во предвид ова училиште да го пуштиме повторно во употреба. За среќа на нашата иницијатива и одлуката на Советот на општина Македонски Брод најде на разбирање и Министерството за образование и владата на Република Македонија, со што заедно во соработка со Министерството, локалната самоуправа, на есен оваа година ќе почне учебната година и дечината од ова село ќе почнат да изведуваат настава во своето родно место. Нама убедењето му нема крај, како што велат жителите од селото Косово. Го оставам поречкото село Косово, ги оставам селаните од ова село да си го живеат својот живот, да се радува на дечињата со кои се врати джагорот низ патцињата и со каците низ селото, со едно ветување дека во ова убаво живописно горно поречко село, едно од ретките, ако не единствено село од оние заборавените села во Македонија, каде што од година во година бројот на населението постојано се зголемува, но не со доселување од други села од околината, туку како што се вели сето население домародно, домашно,
ќе дојдам на есен, кога училиштето звоно ќе зазвони, кога ќе ги повика прводеленчината да се соберат во училишниот двор, а новиот учител ќе ги прозива десетина дечења и заедно со учителот ќе го започнат првиот училишен час после поминати долги 20 години во поречкото Основно училиште Христо Тодоровски Карпош во поречкото село Косово.